Господи, си дошъл по гласота, оной, що викаво стигната, пригответе го пътот откако примирих нас Бога и барайки Просто половина прославя. Да внимаваме от пророштвото на Исаия. Вака вели Господ, со радост че нацрпите вода од изворите на спасението и че кажете во тој ден славете го Господа и призовете го Неговото име, објавете ја на народите Неговата слава. Сетете се дека се вознесе Неговото име, пејте го името Господово, зашто створи нешто големо, објавете го ова по целата земја. Радувајте се и веселете се вие што живеете на Сион, зашто среде него се вознесе светецот Израилев. Господе моја светлина, спасител кого ќе се бојам, Господ е сила на мојот живот, од кого ќе се плашам. Од првото послание на светиот апостол Павле до коринтијаните ќе се чита: Браќа, не сакам да не знаете дека татковците наши сите беа под облак и сите минаа преку морето, и сите во Мојсеја се крстија во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеја исто духовно пиење, оти пие од духовниот камен, што идеше во нив, и каменот беше Христос. Просто ќе се чита од Светото Евангелие според Марко, мир на сите. Да внимаваме, во онаа време дојде Исус од Назарет во Галилеја и се крсти од Јована во Јордан, и кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отвораат небесата и духот во вид на гулаб како слегува над него, и се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа, за небесен мир и спасение на нашите души да се помолиме на Господа, за мир во целиот свет, за благословството на светите Божи цркви, за соединување на сите да се помолиме на Господа, за високо преосветениот митрополит наш Наум и за неговиот викарен епископ Јаков, за честното свештенство во Христа дјаконство, за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа, за благочестивиот народ наш да се помолиме на Господа, за овој град, за благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, мир и време да се помолиме на Господа, за оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените и за нивно спасение да се помолиме на Господа,
да се осветат овие води со силата и действото и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, да им се дарува благодат за избавување Јорданово, благословување преку силата, действото и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да биде сатаната скоро уништен под нашите нози и да биде разорна секаква лукава намера противно насочена, да се помолиме на Господа, за да не избави Господ Бог од секаков напад и искушение на противникот и да не прави достојни заветените блага, да се помолиме на Господа, за да се просветлиме со светлина на познание и благочестие преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, Господ Бог да испрати благословување Јорданово и да ги освети овие води, да се помолиме на Господа, за да биде ова вода дар за осветување, избавување од греови, заради за исцеление на душата и телото и за секаква особена полза, да се помолиме на Господа, за да биде ова вода приводител на овечен живот, да се помолиме на Господа, да се покаже како пробување на секаков напад од видими и невидими непријатели, да се помолиме на Господа за осветување на домови на оние што црпат и земаат од ња, да се помолиме на Господа, за да биде за очистување на душата и телата и сите што со вера црпат од ња и се причестуваат, да се помолиме на Господа, за да се удостоиме да бидеме осветени преку причестувањето од овие води и невидливото јавување на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да го чуе Господ Бог гласот на молитвата од нас грешните и да не помилува, да се помолиме на Господа, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секоја Дева Марија со сите свети, самите себе еден друг и сиот на живот на Христа, Бога да го предадеме. Господи се Христе, единороден Сине, кој си во прегратките на Отецот, вистински Божи извор на животот и безсмртноста, светлина од светлината, кој си дошол во светот, за да просветлуваш озарија нашата мисла со Твојот светлук, примине нас, кои Ти принесуваме слава, благодарност за Твоите чудни и големи дела, што во последните векови си ги проявил преку Твојата спасителна промисла, облекувајќи се во нашата немоч и понижена природа и слезе во човековиот изглед царот на сите и уште Ти си примил да бидеш крстен од човечка рака, посветувајќи ја безгрешен водата на да ни отвориш пат кон преродба со вода и дух и да не упатиш кон правобитна слобода, празнувајќи во споменот на ова божествена тања. Ти се молиме, човеко љубче, поросине и нас, Твоите недостојни слуги, според Твоето божествено ветување со чиста вода, дар на Твоето милосрдие, па прозбата што ние грешните ја направивме, над ова вода да биде по Твојата благост, благопријатни Твојот благослов на неа, да ни се дарува нами на сите верни луѓе за слава на Твоето светло име, на кое се поклонуваме, зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение, со безпочетни Твој Отец, пресветиот благ животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, ни еден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, и ни еден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела, и ни еден збор не ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса, зашто Ти доброволно си се привел од ништо во битие, си се призвал од ништо во Твојата сила, ги држиш творенијата и со Твојата промисла го управуваш светот. Ти си го создал светот од 4 стихи и кругот на годината си го овенчал со 4 времиња. Од Тебе треперат сите духовни сили, Тебе те воспева сонцето, Тебе те слави месечината, при Тебе се звездите, Тебе ти слуша светлината, од Тебе треперат безите, Тебе ти служат изворите, Ти си извршил небо како дожд, кожа и си го отворил земјата на водата, Ти си го оградил морето со песок, Ти си го издал воздухот за дишење, Тебе ти служат ангелските сили, архангелските сили Ти се клањаат, многооките херувими, шестокрилните серафими, стојќи околу Тебе, облетуваат со страв. Од Твојата непристапна слава си го покривал лицето, Ти си Бог неопитен, безпочетен, неискажни, си дошол на земјата, си примил лик на слуги како човечко подобие, зашто поради милосрдието на Твојата милост, владико, не претрпе да го гледаш човековиот род измачуван од џаволот, но си дошол и си не спасил. Ја исповедаме благодата, ја проповедаме милоста, не ги криеме доброчинствата. Ти си ја ослободи природата од нашиот род, си ја осветил утробата на Света Дева, Твоето раѓање, целата твар Тебе Ти пее, кој си се јавил, зашто Ти, нашиот Бог, си се јавил на земјата и си поживеал со луѓето,
Ти си ги осветил Јорданските води, испраќајќи го од небото Твојот сведок, уништувајќи ги главите на таму грезлетите змии. Сам Ти човеколюбче цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот сведок и освети оваа вода. Сам Ти човеколюбче цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот сведок и освети оваа вода. Сам Ти човеколюбче цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот сведок и освети оваа вода и дај благодат за избавување, благословување Јорданово. Направи ја извор на чистота, дар на осветување, ослободување од гревови, исцеление од болки, да биде убиствена за бесовите, непристапна за противничките сили, исполнета со ангелска сила, па сите кои црпат и се причестуваат од неа, да имаат за очистување на душите и телата за исцеление од болка, за осветување на домовите и за секаква особена полза, зашто Ти си Бог наш кој со вода и дух ја обновува изветвената од грев наша природа. Ти си нашиот Бог кој со вода го потопи гревот за времето на Ној. Ти си нашиот Бог преку Мојсеја го преведе еврејскиот народ из морето и го ослободи од фараоновото робство. Ти си нашиот Бог кој го раскрши каменот во пустината и потекува води и потоци се наводнија и ги наситија Твоите жедни луѓе. Сам Ти, Владико, осветија ова вода со Твојот свет дух. Сам Ти, Владико, осветија ова вода со Твојот свет дух. Сам Ти, Владико, осветија ова вода со Твојот свет дух и дај на сите што се допираат до неа или се причестуваат и се мијат со неа осветување, здравје, очистување и благословување. Спаси го Господи, помилуј високо преосветениот митрополит наш Наум и неговиот викарен епископ Јаков и сиот свештенички, џаконски, монашки чин. Спаси ги Господи и помилуј сите благочестиви христијани кои овде присуствуваат и се молат, и запази ги по Твојот покрив во мир, покори им се како непријател и противник, даруе се што просат за спасение и живот вече, да се прослави од стихиите, луѓето и ангелите, видиви и невидиви, Твоето пресвето име, Отецот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите вашите глави, приклонете ги пред Господа. Наклони го Господи Твоето уме, послушајне, Ти кој си благоволил да се крстиш во Јордан и си благоволил и си ги благословил водите, благослови не сите наш, што со наведнати глави означуваме слика на покорност и удостојње преку причестувањето од ова света вода да се исполниме со Твоето осветување, а тоа да ни биде Господи за здравје на душата и телото, зашто Ти си наше осветување и Тебе Ти вознесуваме слава, благодарност и поклонение со Твојот безпочетен Отец и пресветиот благ животворен Твој Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О Јордане крштајуш ја Тебе, Господи, Тројца поклонение, Родителе во глас, свидетелство наше Тебе, возлюбljena го Тја, Сина именуја, и Дух во видје голубине, извество ваше слове се утверждение, јавеся Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. О Јордане крштајуш ја Тебе, Господи, Тројческое јавися поклонение, Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюбljena го Тја, Сина именуја, и Дух во видје голубине, извество ваше слове се утверждение, јавлеся Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. Почитувани присутни и вие што ќе се фрлате по честниот крст, сакам само да се заблагодариме на донаторите што донираат на оној што ќе го фане честниот крст
а тоа се општина Берово со вредносен бон од 10.000 денари. Потоа Зегин со вредносен ваучер од 15.000 денари и собственикот на ресторан Мис Тонс Мојмирово, телевизор колку инчи Фуего. Значи, во последните години знаете дека честниот крст кој ќе го фати нема да оди низ Берово да шета како порано што беше, туку ќе го донесе во црквата и ќе биде изложен во црквата. Кој сака тие 40 дена може таму да дојде и да се поклони на честниот крст. О Јордање крштајуш ја Тебе Господ. Направите малку место, немој некој да удриме с крсто. Троическо е јави сја поклонение, родителе во глас свидетелство ваше Тебе. Возлюблена го Тја, Сина именуја, и Дух овидје голубине, извество ваше слове се утверждение, јавесјах Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. О Јордање крштајуш ја Тебе Господи, Троече. Браво, браво! Нека е честито на честниот пачач. Дејан Чиплаковски беше најсреќен од сите и го фати честниот крст, нека му е честито. Значи Дејан Чиплаковски го фати честниот крст во Берово. Најсреќен меѓу 30-тината и повеќе кои што учествува во фаќање на крстот беше Дејан Чиплаковски. Троическо е јави сја свидетелство ваше Тебе, возлюблена во Тја, Ке се обидеме да поразговараме со Дејан Чиплаковски, кој го фаќа крстот втор пат или трет пат. Тој ќе добие од главните спонзори општина Берово 10.000 денари, а тука е и како секогаш собственикот на ресторанот Мистон, кој што за среќниот фаќач на крстот обезбедува телевизор. Викајте на може да дојде. Малку сам. Dobro, dobro, će ga donesu. Ajmo, pomestete se na zadene se putke. Ajde, da se kara. Чекне малку да дојде право да прават обреду. Дека е дојдете? Znači da je. Дигни го браво. Дигни го руското браво. Се прави историја ги иди донесе друга напад. Franče, doli ne tu. Tu moka se problem. Ne može, znači, fazenje nema da se kara. Ajde.
Андрей. O Jordanie, gdy podzielę dekatę, już ja Tebie, Gospody. Ne, neka nego tamo na to, a neka zatvori, ti odbati. Neka upači. Čeva, čekaj da potrebujemo. Еве го Дејан Чиплаковски, срекниот фаќач на крстот. Vacka. Čega obrađa? Branko, zastavi. Ajde. Ajmo ako napravite mesto da ovo. Vacka, ajde. Nema flozenje, flozenje nema. Samo izlozenje. Ajde, od Vonka, Vonka da izlegna ti, brži. Napravite mesto da se... Da ću još tam na ta... Sve putete. Znači, butenje ne. Дејан добива, како што рековме, награда од општина Берово и од собственикот на ресторанот Мистон, кој што обезбеди телевизор за Вредle, изнесам това вонка волата. Ще остават се изнесем нека. Добро, ајде. Не вредle. во живо одиме ние, градоначалник. Земето, помогнете му да излегне на Вонка и зафатаме с водата, ајде. Облечи го Дејане. Ајде малко песен да направите. Дејане, чекай, јас ќе дојдам со теб да те попитам нешто. Ќе се обидеме да поразговараме со Дејан Чиплаковски. Ачке, Александър. Колко е, сине? Колко е те? Молим? Не. Леки, виж това тук да. Деян. Това. Чоке. Да ти кажа, да ми помогнеш малко. Дејане, накратко да те питаме, като претходниот пат, по кој пат го фаќаш крстот? По трети пат. По трети пат го фаќаш, дали беше студено, што ќе им посакаш за овој денешен празник на сите? Ладно беше. Здравје, среќа. Тоа е. Добро, ти честитаме. Дека да го маскажуваш. Да цанеш кръсто, мама. Тоа беше Дејан, кој што по втор пат го фаќа крстот во Берово. Им посака на сите граѓани здравје, среќа на овој денешен празник. Да. Крстот ќе биде изложен во градската црква Рождество на Пресвета Богородица во Берово и следните 40 дена, како што најавија, може секој да дојде таму, нема да биде како претходно, когаш
каде што со крстот се одеше од куќа во куќа, низ целиот град, низ Берово. Сега, последните години е вака, се изложува во црквата, во градската црква. Голем број на граѓани денес се собра во светите води на реката Брегалница, во Берово, каде што беше положен светиот крст. И да напоменеме уште еднаш, најсреќен меѓу оние кои што се фрлија по крстот е Дејан Чиплаковски од Берово, кој секоја година учествува во фаќањето на крстот и овој пат беше најсреќен и по втор пат го фаќа крстот. Се одјавуваме и ви посакуваме пријатен и среќен празник на сите. На многу години нека е.